Доручек касап од ручек терзија, чита Александар Стадојков. Еден брзлив човек отишол да туѓине, ѓоа да работи. Ардо ама, пустата брза негоа, сакал многу цена, со диет да него сакаат да одит на работа. Ардо ама, неработењето досит сиромаштија и гладија. И така пустата брза што беше го ватила човекот на туѓи да го донесе, и гладен, и жеден, и со партали алишта, полни со вошти. Од која вошлосал човекот, одел од град надвор во некој ендек што бил спроти сонце и се поштел од воштите што беа го опојале, а пак од ручек после седел да се крпи. Заоти таков бил, мнозина од другарите негови го знаеле и му се шегувале дека бил толку брзлив и вошлив. Си отишол некој од другарите на брзливиот да вилает и од која го разбрале комшиите и пријателите, отишле да го видат и да му речат добре дошол од туѓина. Чула и жената му од брзливиот и одишла да прашат за мажа како е и дали е пратил некоја пара. Добродошол, братче, добродошол, му рекла. Дали го виде домаќинот мој тамо и на каква работа се наоѓа што не би пратил некоја пара толкова време? Домаќинот твој невесто пари немат, затоа не ти прати, а пак работи сега два задаата. Доручек ет касап, демек тепал вошти, а од ручек терзија, демек си криел сакмата. Ете таков ти е твојот домаќин невесто, е рекол на шега. Сирота жена на часот не се сетила оти си бил шега човеко кој е рекол така, ардо ама по некој ден друзие кажале каков бил.